7-дневна жалост на територијата на цела Македонија во спомен на жртвите на страутниот пожар во дискотеката Пулс во Кучани, во која 59 млади животи згасна, а 155 лица се повредени ноќта во саботата спроти неделата за време на концертот на групата ДНК. Меѓу починатите е и музичарот Филип Стевановски од Куманово, кој беше член на бендот на ДНК. Стевановски беше продуцент, пијанист, тромбонист и композитор, магистер по джез науки, а вработен беше како професор во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов во Штип. Стевановски своето основно образование го завршил во Куманово. Своето школување го продолжил во Илија Николовски Луј во Скопје, а подоцна своето образование го усовршил во Америка. Завршил 2 факултети, вокално-инструментален оддел, класична музика и джез оддел. Кумановецот Филип Стевановски во јануари годинава беше назначен за директор на Центарот за култура Ацо Шопо во Штип. Тој беше и уметнички директор на джез фестивалот во Куманово. Македонското знаме од денес се вее на половина копја. Во деновите на жалост сите планирани настани се одложуваат, додека пак радиодифузерите се ослободени од обврската за емитување одреден процент домашна музика. Сите планирани настани во установите од областа на културата во текот на оваа недела се откажуваат, информира и Министерството за култура и туризам. Граѓаните на Куманово, најголем дел од нив основци и средношколци со своите наставници, денеска напладне запалија свеќи на градскиот плоштад и оддадоа почит на 59 жртви на пожарот во Кочанскиот диско клуб. Меѓу нив е и нашиот сограѓанин музичарот Филип Стевановски, чија што фотографија од утрово е поставена на плоштадот. Апелот за собир на граѓаните од вчера се споделуваше на социјалните мрежи. И покрај времените врнежи од дожд, младите стрпливо чекаа во ред да запалат свеќа и да им оддадат последна почит на загинатите. Свеќи запалија и членовите на Советот на општина Куманово веднаш по завршувањето на денешната вонредна седница. Треба да се направи ревизија на сите угостителски објекти и да се внимава прво на безбедноста, а не на профитот. Македонија е завиена во црно, изјави Ивана Ѓоргиевска, председателка на Советот на општина Куманово. Сведоци сме дека вчера голем дел на малолетници токму биле настрадани во ова трагична несреќа. Зошто малолетници? Затоа што тоа се деца се уште деца кои не можат да се снајдат во дадената ситуација. Затоа апелирам и до ноќните клубови ширум Македонија, до клубовите во Куманово. Знаеме сите дека условите не се соодветни и дека треба да се направи голем број на ревизија на се она што е дадено, а во кое што нашите деца, младите луѓе, па и ние често пати одиме и се забавуваме. Значи, редно е во Македонија веќе животот на нашите сограѓани да биде на прво место, не профитот. А знаеме дека вчера во колку се точни информациите имало над 500 луѓе во таа дискотека, што не би рекла дека дискотека, туку шупа, во кое што човек не треба да стапне, а камоли да се забавуваат младите. Имаше голем број на критики дека не треба да се бранат младите да се забавуваат, дека тој им единствен филтер да се остварат и како млади личности и да се социализират, меѓутоа еве какви немили настани се случуваат, да се почитува законот од страна на сите институции. Ваква тага во Македонија нема да се почувствува. Многу ми е криво, многу големо сочувство до семејствата на загинатите. Мислам дека ова е еден големо предупредување. Не е прва трагична несреќа во Македонија. Постојано некакви несреќи се случуваат, меѓутоа ова е едно големо предупредување да се освестиме секој каде, како поединци каде тераме, како политичари како тераме, како институции, колку одговорност имаме за да може да ги заштитиме нашите сограѓани и покрај нивните барења, секој си има свое барење, да пререди нешто, да финансиски да не биде оштетен, меѓутоа закон си е закон и треба да се почитува за да не дојде до вакви немили последици. Големо сочувство на страданите, моите молитви, мислам дека на целиот кумановски народ е да нема плюс една жртва и оние што се веќе чиј живот им е загрозен и во македонските и во странските болници, да имат брзо oporavување и да немат последици, ако траумите верувам дека ќе останат од оној настан кој го преживеале.
Градоначалникот Максим Димитриевски упати сочувство до семејствата на починатите во пожарот во Кочани, а на повредените им посака брзо закрепнување. Во овие тешки моменти на болка и тага во мое лично име и во име на сите кумановчани изразувам длабоко сочувство до семејствата на починатите во пожарот во Кочани, а на повредените брзо закрепнување. Ова е трагедија за Македонија и сите наши граѓани. Мора да ја споделиме и поднесеме сите заедно, обединети, сплотени и солидарни, како што некогаш биле нашите предци. Да ги оставиме надлежните да си ја вршат својата работа, здравствено да ги истретираат повредените, истражителите да ги утврдат фактите, а одговорност од сите видови ќе мора да има, објави градоначалникот Димитриевски. Со одлука на Советот од општинскиот буџет ќе бидат одвоени 2 милиони денари парична помош за семејствата на загинатите и на повредените во пожарот во дискотека во Кочани, кој се случи вчера изутрина. По едноминутно молчење во знак на почит кон настраданите, едногласно беше усвоена предлог одлуката за доделување на парична помош од буџетот на општината. Јас би сакала да изразам сочувство на сите погинати во овој немил настан. Станува збор за млади луѓе, многу млади луѓе пред кои допрва беше животот и кои поради икс причини, кои ги оставам на надлежните да се ги решат, на ваков начин го завршија својот живот. Истовремено моите молитви, мислам дека молитви на цела Македонија, па и на сите луѓе кои сочувствуваат со нас, а кои ја имат оваа информација, молитви ни се да нема уште плюс една жртва. Луѓето чиј живот е загрозен и кои се сместени во болниците и во државата, а и во странство, да немат побрзо да оздрават, да немат трајни последици и да си го продолжат животот, иако верувам дека поминале низ пекол. Констатирам дека предлог одлуката со која што доделуваме од Совет на општина Куманово, одnosno од општина Куманово одделуваме 2 милиони денари, 1 милион за семејствата, за членовите на семејствата на загинатите, 1 милион за луѓето што се повредени во настанот, е усвоена со 28 гласа за. Со тоа дневниот ред на ова седница е исцрпен и ја затварам ова трета вонредна седница на Совет на општина Куманово. Министерот за здравство Арбен Таравари денеска информираше дека вкупно 84 пациенти од пожарот во дискотеката во Кочани се згрижани во болниците во Скопје, а 51 повреден се испратени во странство. Според него, пациентите се генерално во стабилна состојба. Досега извршена обдукција на 15 лица. Во клинички центар моментално имаме 49 пациенти, во 8 септември 18, во Стара градска болница 17, во Кочани нема ни еден, во Штип се пријавени, сега добивме информација, 20 нови пациенти кои што вчера воопшто не биле. До сега пациенти што се испратени, чисто уште еднаш да ве брифирам, во Турција се 9 пациенти, 3 Истанбул и 6 Анкара, веќе сместени таму во болниците, генерално во стабилна состојба. Булгарија 14, тројца во Варна, тројца во Пловдив и 8 пациенти во Софија. Во Грција се во Солун 5 пациенти, во Србија 17 и вчера се упатени уште 20 пациенти во Унгарија, во Будимпешта и во Литванија уште 4 пациенти се упатени вчера. Денеска очекуваме уште неколку пациенти да бидат упатени надвор од државата. Во Словенија денеска сигурно 20 ќе одат, до подоцна може би уште 20 или утре ќе остане. За Хрватска или денеска или утре ќе појдат уште 4 пациенти. Во Австрија, во Виена, значи ќе бидат 3 пати по 2 пациенти, 3 ќе бидат во Виена, 3 во Грац, значи вкупно 6 и во уште 12 пациенти со авион ќе бидат испратени во Белград, во академијата во Белград, во болницата, војната академија во ВМА во Белград. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на денешната пресконференција кажа дека Кочанската дискотека Пулс немала лиценца за работа, а работела во објект наменет за лесна индустрија.
Утврдено е дека правното лице што ја работело дискотеката нема лиценца за работа. Собственикот на дискотеката Пулс при контрола на надлежните органи на 13 март 2024 година приложил фалсификувана лиценца. Таа е издадена од Министерството за економија и во регистарот оваа дискотека нема важечка лиценца, кажа Тошковски. Од извршен разговор со член на групата ДНК, утврдено е дека пиротехничките средства прскалки во дискотеката ги донел бендот. За жал, лицето кое што било задолжено за нивна употреба е починато. Распишаната централна потерница за оние 4 лица ви информирав и во текот на вчерашниот ден дека е повлечена затоа што истите се обезбедени. Во полициска станица на подрачје на СВР Скопје и СВР Тетово се приведени вкупно 5 лица, со кои се обавуваат разговори од страна на полициски службеници, меѓу кои е и еден поранешен министр. Во 17 часот од страна на јавен обвинител издадени се наредби за претреси во дом и службени простории на 2 лица, службеници во Министерството за економија, при извршени претреси одземени се техничка опрема, документација, оружје, муниција и така натаму. По превземените мерки, утврдено е дека правното лице нема лиценца за работа. Она кое што и во текот на вчерашниот ден го образлагав. Издавањето на лиценца е под надлежност на Министерството за економија и од извршениот увид во официјалниот регистар правното лице нема издадено важечка лиценца. Собственикот при контрола приложил фалсификувана лиценца издадена на 13.3.2024 година. На 17.3.2025 година по наредба јавен обвинител ќе се врши претрес во дом и патничко возило на собственик на дискотека и во службени простории на книговодствено биро кај одговорното лице. Во текот на вчерашниот ден се приведени 13 лица во полициска станица во СВР Штип. Приведен е неформален собственик на дискотека, продавачот на влезници, 4 лица од обезбедување, управител на Агенција за обезбедување на подружница, собственик на објект на дискотека, 3 лица од Државен пазарен инспекторат, едно лице од Трудов инспекторат и уште едно лице кое што било поврзано со настан. По превземени мерки на 11 лица им одреден притвор во трајање од 48 часа по член 29 тоа е тешки дела против општата сигурност, во врска со член 288 предизвикување на општа опасност. Во врска со пиротехничките средства кои се користеле во дискотеката, по завршување на увидот и форензичката анализа, ќе биде доставен извештај до јавното обвинителство и потоа тој ќе достави барање до Министерството за утврдување на категорија на истите, пошто дополнително ќе се утврди дали е потребно истите да поседуваат соодветен сертификат за употреба на средствата. Од извршениот увид во текот на вчерашниот ден констатирани се низ неправилности во рамки на објектот кој што бил користен како дискотека, кој што ги напомена јавниот обвинител и во текот на вчерашната вечер. Дискотеката не само што немала соодветна лиценца, туку работела во објект чија намена е лесна индустрија, а не угостителство. Прекршени се повеќе стандарди кои се косат со правилата за противпожарна заштита. За цел клуб имало само 2 ПП апарати. Немало излезни врати за евакуација. Противзаконски биле користени пиротехничките средства. Концертот кој што бил одржан, народски кажано, бил одржан на диво, бидејќи немало договор помеѓу организаторот и
изведувачите.